Здраво на сите, тука е Данао и добродојавте во Devotional број 13 од Евангелието по апостол Јован. Продолжуваме со ова видео со читање на словото, молитва и споделување на Евангелието, како што сме правили на претходните видеа. Па затоа ќе ве замолам, кликнете на копчето шер, кликнете на копчето сподели, за да досегнеме заедно, да ми помогнете заедно да досегнеме, да го споделиме Евангелието до што повеќе луѓе да слушнат вистината за Исус Христос, што повеќе луѓе да слушнат вистината за вечност и за вечниот живот и како да дојдат до спасение на нивната душа. Напишете ми во коментар како сте, напишете ми во порака како сте, многу ми е драго кога имам шанса да слушнам од ваша страна. Како сте, да ги споделите вашите ситуации, вашите молитвени потреби. Нема да должам многу, ќе читаме денеска од Евангелието по Јован 6 глава, од 22 па се до 71 стих. Имаме доста стихови за читање, па затоа да се фрлиме на молитва и веднаш потоа на читање на самото Евангелие. Господи Исусе Христе, ти благодарам за секој еден кој што се вклучува на ова видео, те молам ти допри ги, благослови ги. Господи, те молам ти биди со нив, каде и да се наоѓаат моментално, со што и да се соочуваат моментално, Господи. Те молам ти биди со нив, со нивните фамилии, во ова едно збунувачко време, во ова едно потешко време кое што го гледаме дека следи пред нас. Те молам ти пресретни ги сите каде што имаат најголема потреба. Ти знаеш секој од нас од што има потреба. Па затоа, Господи, ти предаваме се на тебе, ти го предавам и ова видео на тебе. Те молам ти зборувај преку мене, да не биде тоа мој зборувај, туку да бидеш тоа ти кој што ќе зборува преку мене на ова видео, и те молам зборувај им на луѓето кои што се од таа страна на екранот. Амин. Како што кажав, ќе читаме од 6 глава по Евангелие по Јован, од 22 па се до 71 стих. Вели вака: Утредента наутро народот што стоеше од другата страна на морето забележа дека таму немаше друг кораб, освен еден во кој влегоа учениците негови, и дека Исус не влеза во коработ со учениците своји, а тие сами заминаа. И други кораби дојдоа од Тиверијада, близо до она место каде што беа јале леб, по благословувањето Господово. И кога видоа луѓето дека Исус не беше таму, ниту учениците негови, влегоа сами во кораби и дојдоа во Капернаум да го бараат Исус. И штом го најдоа до морето му рекоа: Рави, кога дојде овде? А Исус им одговори и рече: Вистина, вистина ви велам, вие нема барате за тоа што видовте чуда, туку за тоа што јадевте од лебовите и се наситивте. Работете не за храна што се расипува, туку за храна што останува за вечен живот и која ќе ви ја даде Синот човечки, зашто врз него ставил печат Бог Отецот. А тие му рекоа: Што да правиме за да извршуваме Божји дела? Исус им одговори и рече: Божјото дело е ова, да поверувате во оној кој го испрати тој. А тие му рекоа: Каков знак ќе ни покажеш да видиме и да поверуваме? Што ќе направиш? Татковците наши јадеа мана во пустината, како што е напишано: леп од небото им даде да јадат. Но Исус им рече: Вистина, вистина ви велам, не ви даде Мојсија леп од небото, туку мојот Отец ви дава вистински леп од небото. Зашто лебот Божи е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. Тогаш тие му река: Господе, дајвај ни го секогаш тој леп. А Исус им рече: Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа кај мене нема да огладни, и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Но ви реков, вие и ме вировте и пак не верувате. Се што ми дава Отецот ќе дојде кај мене, а кој доаѓа кај мене нема да го избркам надвор. Зашто јас слегов од небото не да ја извршувам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. А волјата на Отецот кој ме прати е оваа: од се што ми дал да не загубам ништо, туку да го воскреснам во последниот ден. Волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види Синот и ќе поверува во него да има вечен живот, а јас ќе го воскреснам во последниот ден. Се разгневија против него јудејците зашто рече: Јас сум лебот што слезе од небото. Изборуваа: Зар не овој Исус, Јосифовиот син, чиј татко и мајка ги познававме? Како тогаш тој вели: слегов од небото? Им одговори Исус и рече: Не мрморете меѓу себе. Никој не може да дојде кај мене ако не го привлече Отецот кој ме прати, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Кај пророците е напишано: И ќе бидат сите од Бога научени. Секој што чува од Отецот и се научил доаѓа кај мене. Но тоа не значи дека некој го видел Бога, освен оној кој е од Бога, само тој го видел Отецот. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене има вечен живот. Јас сум лебот на животот. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа, а ова е леб што доаѓа од небото, и оној кој јаде од него нема да умре. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Кој јаде од овој леб ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас
е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Јудејците пак почнаа да се препираат меѓу себе велејки како може овој да не го даде телото свое да го јадеме. А Исус им рече: вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинска напивка. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живиот Отец и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене ќе живее преку мене. А ова е лебот што слезе од небото, а не како татковците ваши што јадеа мана и изумреа. Кој јаде од овој леб, ќе живее довека. Ова го каже Исус во синагогата кога поучуваше во Капернаум. Тогаш мнозина од учениците негови кои слушаа рекоа: тешки се овие зборови, кој може да ги слуша? А Исус, знаејќи во себе дека учениците негови се бунат против тоа, им рече: зар ова ве соблазнува? А што ако го видите Синот човечки како се вознесува горе каде што бил порано? Духот е тој што оживува, телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Но има меѓу вас и некои што не веруваат. Исус знаеше од почеток кои се тие што не веруваат и кој е тој што ќе го предаде. И рече: затоа ви зборувам дека никој не може да дојде кај мене ако не му биде дадено од мојот Отец. Од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. Тогаш им рече Исус на 12-те: да не сакате и вие да си отидете. А Симон Петар му одговори: Господи, кај кого ќе отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот. А ние поверувавме и познавме дека си Божиот Спасител, Христос, Син на живиот Бог. Исус им одговори: нели ви избрав 12-мина, но еден од вас е ѓавол. А зборуваше за Јуда Симонов Искариот, зашто тој како еден од 12-те сакаше да го предаде. Малку подол текст, но со едно од помокните пораки кои што можеме да ги слушнеме во ова евангелие, една од 7-те изјави на Исус каде што вели јас сум. Во овој случај вели јас сум лебот на животот. Што и да можеме да замислиме дека во овој живот може нас да не насити, да не засити, да го пополни нашето тело, нашата душа. Ништо од тоа. Вели во пустината кога Бог го избави Израел од Египет, кога им даде храна од небото, мана кога слезе од небото, кога ги нахрани на тој начин, на еден надприроден начин, кога гледа чуда тие луѓе. Тие јадеа надприродна храна во тој момент, но на крај сите тие луѓе изумре, бидејќи таа беше храна за телото. Се што можеме моментално ние да бараме, да копнееме по тоа, да трагаме по тоа што мислиме дека нашето тело го бара и мислиме дека тоа е најважното нешто. Ние се грижиме за што ќе биде утре. Се грижиме во проповета на гората, самиот Исус ни вели да не се грижиме за тоа што ќе биде утре, ниту што ќе јадеме, ниту што ќе пиеме, а живееме во едно такво време. Живееме во едно време кое што не би знаеле што не чека утре. Од пред 2 години навака, пораките кои што ги споделувам и евангелијата која што го споделувам во еден период на неизвестност. Во еден период каде што ние не знаеме што ќе биде утре, но евангелијето е тоа кое што не држи. Вистината за живиот Бог, вистината за Исус Христос е таа која што не држи, е таа која што не дава надеж. Единствената вистина која што не дава надеж во едно вакво време. Нема да не дадат надеж економски мерки, нема да не дадат надеж војни мерки, нема да не дадат надеж не те знам какви политики. Нема ништо од тоа да не даде надеж. Нема да не дадат надеж дури ни цените да се спуштат или качат, што е да е тоа, или повисоки плати, ниту што е да е тоа се грижите за утрешниот ден. Тоа се грижите за што ќе јадеме утре, што ќе облечеме утре, што ќе пиеме утре. Но Бог знае што све имаме ние потреба. Но најбитното нешто кое што може да го задоволи нашето тело, нашата душа, тоа од кое што ние реално имаме потреба. Имаме потреба од тој мир, од таа Божја љубов која што немаме начин како да ја почувствуваме на друго место. Ние можеме да ја бараме во луѓе, во ситуации, во искуства. Нема на ниеден друг начин да ја почувствуваме таа љубов освен преку Исус Христос, бидејќи тој е лебот на животот. Тој е лебот на животот. Нема ништо друго кое што ни е потребно за ние да живееме на оваа земја. Затоа, доколку не го имаш прифатено Исус Христос до сега за твој личен Господ и Спасител, доколку немаш пристапено кон тој чекор, направи го тоа денеска, бидејќи не знаеме што ќе се случи утре. Не знаеме денеска е денот на спасението, а утре е денот на ѓаволот. Утре
после не се зборови кои што доаѓаат од Господ. Денеска е денот на спасението. Денеска дојди при Исус и немаш потреба да се грижиш за ништо понатаму. Ти си Божјо чедо и Бог се грижи за тебе. Бог знае што имаш потреба. Но која е волјата? Волјата на живиот Бог е вие, јас, ти, од таа страна на екранот, да поверуваме во Исус Христос, да поверуваме во Него и самиот Исус Христос ќе навоскресне во последниот ден, ќе навоскресне за вечен живот. И ќе живееме за секогаш во Неговото присуство, за секогаш во таа вечна љубов, во таа вечна радост, во тој вечен мир. А што повеќе сакам од тоа? Јас не би сакал ништо повеќе од тоа. Јас сум го барал земниот леп на многу различни начини. Но единственото нешто кое што ми има мене од внатре исполнато и секојдневно ми исполнува се уште и секојдневно ми е надежта на која што се држам. Тоа е самиот Исус Христос. Што и да проаѓаш ти, што и да проаѓам јас, што и да проаѓаме сите ние, кои да не се грижите, единственото нешто е Исус Христос. Прифати го, сврти се кон Него во молитва, покај се од гревовите. Биди наново роден, биди наново родена. И Бог ќе се погрижи за се што имаш потреба. Се гледаме во наредно видео. Чао!